Добар ден. На почетокот на уште една работна недела сме. Денеска е понеделник и ново издание на Алфа Ординација по двата дена одмор, пауза за одмор, пауза за болести и се она што е врзано со лекувањето. Еве денеска повторно со нова тема, нов соговорник и секако ги очекуваме и денеска вашите прашања. Јас би сакала на почетокот да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме како вовед за оваа тема денешна, а потоа ќе ви го представам и нашиот денешен доктор. Лумбоско-ралниот болен синдром представува најчеста причина за хронични болки кај личностите постари од 45 години. Статистички утврдено дека 80% од луѓето во текот на нивниот живот патат од болки во долниот дел од дребетот. Лекувањето на ова заболување е комплексно и во неговата терапија се употребуваат на различни методи, а 5% од пациентите се потенцијални кандидати за оперативен зафат. Под лумбални болки се подразбираат болки и други тешкоти кои го пореметуваат нормалното функционирање на функциите на лумбосакаралниот дел на ребетниот столб. Во оваа група на заболувања се и лумбаго, ишијас, лумбална ишијалгија, лумбална дископатија, спондилоза, спондилолистеза и слично. Синдромот е пропатен со акутна болка во долниот дел на грбот која се шири кон едниот или двата долни екстремитети или прималатералните делови на лумбоскаралната регија. Синдромот најчесто е предизвикан од акутна траума или инфламација во спалување на нервните корени и околното сврзно ткиво, потоа мускули, ребетни пршлени, раскавица на зглобовите, зглобните продолженија и на крај предните и задните лонгитудални лигаменти. Сите овие наброени ткивни елементи на лумбоскаралната регија се многу чувствителни и нивната најмала повреда може да предизвика голема болка. Како фактори кои го предизвикуваат лумбалниот болен синдром се механичко оптеретување на определени делови на ребетниот столб, неправилно држење на телото за време на седење или лежење и така натаму. Податоците од литературата покажуваат дека околу 25% од сите ревматски заболувања се поврзани со лумбоскаралниот синдром. Поради големата зачестеност на овој синдром, сите комбинации на лечење се значајни. На тема лумбалгија зборуваме денеска во Алфа Ординација. Гледајте не. Ете, ја слушнавте темата, останува сега да ви го представам и нашиот денешен гостин, професор доктор Кирил Лозанче, неврохирург, ни доаѓа од болницата Аџибадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добро наша. Еве имавме за вовед во темата еден прилог, накусо што е тоа лумбалгија, но мислам дека од медицински аспектот ни треба и ваше објаснување неколку спора за ова заболување. Добро. Значи, лумбалгија, фактички преведено на нашински, би било крсна болка. Ние не го кажавме тоа на прилогот. Значи, народот го вика тоа крсна болка. Значи, лумбалгија, лумбоишијалгија може да е поврзана, може да биде исто да слушнеме како зборот low back pain на интернет, луѓето што ќе гледаат, значи low back pain. Тоа е еден синдром, значи синдром на болка. Кога ќе кажете синдром, значи дека таа болка може да биде предизвикана од многу различни причини. Многу причини може да дадат оваа болка. Мислам денеска за така зборам повеќе понатаму. Така. Кој повеќе има проблеми со лумбалгијата, мажите или жените? Па, во принцип, исти процент на болки, на процент на болка поише. Не може точно да се каже баш далека поише кај мажи и кај жени, меѓутоа само да кажем на работа дека оваа болка е многу честа. Скоро 80% од луѓето еднаш во својот живот, барем еднаш во својот живот имаат болка во лумбалниот предел, тоа не е, значи многу често. Се рачна дека една најчестите, ако не е прва или втора причина за посета на кај општ лекар е баш лумбалната болка. Така. Вие рековте тоа е крст, ме боли крстот кој ќе речат луѓето, значи лумбална болка е во пределот на крстот кога ќе ги боли, спаѓа ли тоа во ревматски заболувања? Да, секако. Дел од тоа спаѓа во ревматски заболувања, дел не. Така да не може точно да каже колку е процентот во тоа, меѓутоа спаѓа. Дел од тоа. Добро, кои се причините за појава на оваа болка која што велите дека е честа, па секој дури човек еднаш барем во животот побарал помош? Значи причините преска кажав се повеќе креп. Причините може да бидат од најбенигни, да речеме причини, на пример истегнување на мускул или шинување на некој мускул или лигамент, до многу сериозни причини од типот на, да речеме, проблеми во натрешните органи пред ребетниот столб.
за да покажеме која е таа лумбална болка, би било добро да се подсетиме малку на анатомијата. Значи, што све може да дае лумбална болка во тој предел таму? Не е, например, како што мислиме, не е дискус херни, тоа да е најчеста причина и најчеста болка, меѓутоа има многу други делови што може да дадат исто така лумбална болка. И затоа, ако би тргнала по анатомски, би ги поделиле, тој дел би определил во еден коскен предел, значи коска, предел кој што е мускулно-тетивни, значи меки делови, дури кожа и подкожно ткиво. Сите тие може да дадат од своја страна болка. А исто така во кичмениот канал, значи натре имате кичмен канал, ќе видиме на слика покасно, во тој канал исто така се наоѓаат нервни елементи. Секој нерв тука што излегува во тој сегмент, може да биде на некој начин притиснат, воспален на некој начин, исто така може да дае болка. Затоа лумбалната болка е многу често поврзана со ишијалгичната болка. Затоа што овој нерв од своја страна може да дае болка и во лумбалниот предел, меѓутоа може да се прошири долу према ногата, па да личи како ишијалгична болка. Викаме лумбо ишијалгична болка. А како да ги разликуваме? Лумбалната болка е исклучиво се манифестира во лумбалниот предел. Ако се спушта, значи во ногата, може да најчесто се спушта во колкот, скоро никогаш над коленицата. Никогаш не се спушта во подколеницата. Ишијалгичната болка најчесто се спушта под коленото надолу према стопалото и таа е права ишијалгична болка. Ако би тргнала од анатомски сега гледна точка, би требало да кажеме неколку работи. Прво да почнеме од кои све елементи има тамо нервни елементи влакна што може да дадат болка. Например, коскениот дел, кој што се состои од ребет, знаете, го кажеме и приеска ребет. Ребетот се состои од пршлени, пршенски тела, израстоци и реков внатре се наоѓа тој канал, ребетен канал, во кој што се наоѓаат сите тие нервни влакна што произлегуваат од завршетокот на ребетната мозговина и се шират према излегуваат извини отвори, викаме ние форамени отвори на страната на тие пршенски тела, излегуваат и доаѓаат напред према нозете. Сите овие елементи сега тука што ги спомнав, значи нервните влакна, односно нервните корени, на било кој начин, ако се воспалени, ако се притиснати, може да дадат болка. Самата коска, како коска, исто така има нервни завршетоци кои што од своја страна исто така може да дадат болка. Значи било кои процеси во таа коска, од тумори, од воспалења, може да дадат исто така лумбална болка. Нервни елементи исто така имаме пронајдено, значи не само во коската, него во лигаментите што ги образуваат тие пршенски тела. Лигаментите исто така имаат на себе нервни влакна кои исто така може да дадат болка. Мускулите, значи овој предел има многу голема количина на мускулни влакна. Сите тие се нервирани со нервни елементи. И тие заболувања во самите мускули, било да е повреда, било да е воспаление, било да е истегнување, исто така може да дае ваква болка. Овие нервни елементи што се од позадни, за многу мали нервни влакненца, тие не се гледаат, не може да ги види човек фактички. За разлика од големи нервни елементи кои што се спуштаат према ногата и тие може да се видат на снимки, например. Добро, јас тука ќе ве прекинам, имаме гледач да го чуеме што сака да не праша. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до професорот Лозанчи. Се јавувам за татко ми, значи, станува збор за 59 годишен пациент, опериран е кај професорот пред 10 години на L1S5 или обратно, нешто така беше. Сега 10 години од дискохернија опериран. 10 години немаше никакви проблеми, после 10 години веќе една недела е со силни неиздржливи болки. Примано е аналгетик, кортикои, витамински коктел интрамускулно. Нема смирување на болките, направена е магнитна резонанца. Во моментот не е во мене, али тоа што го запамти, спишува лумбоишијалгија постоперативна, дискохернија локализирана од десната страна и стеснување на спиналниот канал. Пошто се силни неиздржливи болки, што сега препорачува професорот? Ова да требало малку покасно бе прашање, зашто ќе зборуваме за симптоми, за третмани, за понатаму, меѓутоа, се пошто го се јави гледачката. Најчесто, после 10 години, значи, вакви, како се појават симптоми, најчести симптоми може да се должат на свинална стеноза. И веројатно дека пациентот развил свинална стеноза на тоа ниво или на некој ниво над тој под тоа, кој што од своја страна исто така може да дае вакви проблеми.
Ние покасно ќе зборуваме за овие диагнози фактички и ќе видиме што се треба да се направи во вакви болести. Ама уште сега треба да се каже дека спинална стеноза главно се лечи со хируршки. Значи, спинална стеноза значи стесување на коскениот канал. Такво стескување не постои лек што може да го стопи тоа стескување или да го прошири каналот. И тој веројатно дека ќе мора да направи операција да го прошири својот спинален канал, да може нервите, тие нерви што се внатре во тој канал да се работат нормално. А за кој што ќе збориме покасно во оваа емисија, така да ако не пратите ќе видите понатаму за што се работи. Зошто практично препорачувате хируршка интервенција во случајов кај Во овој случај, значи ви кажав, се работи за една значи стеснување на тој коскен канал, тој е коскен канал, тврд. Во тој канал тие нерви не можат, вака просто кажам, нормално да работат, особено кога се движи пациентот. И заради тоа мора да се направи проширување на тој канал. А проширувањето мора да се направи исклучиво хируршки. Не постои да се не изнесен лек што може да стопи таа коска, па да го прошири тој канал. Значи тоа мора да се направи само хируршки. Најчесто спинална стеноза се решава хируршки со декомпресија. Добро, ајде да го чуеме следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Имам 56 години, имам голема болка во плещиве. Што се плуќа, не можам никако да се исправам, нонстоп ми е таа болка во рамениците, во грбов и во плуќата. Плуќата многу ме боли, што се левата рака и левата рака ми е оттрнуват, нонстоп оттрнети трите прсти и целосно до лакотот ми е оттрнета. А плюс и нозете не можам, мускулатурата многу ми се кочет и трпкајќи има, исто се почне главата да ми трне и не знам што е ова целет што има на мене, нонстоп има болка, ни ноќе може да спие, ни дење. Терапија примат трамадол, овие дорета, тие такви работи имам све примано, желудокот го разболев и никакви подобрувања нема и не знам од кај да се обратам и кај да одам. Сите работи што го имат овие лекарства го има употребено со посет фабрика. А никој не ми кажуваат од што ми е, дали остеропороза, дали нешто друго или и се почна прстите ме болат, костиве, ми се дека цело ова костива ми е скапана, не може да се пипна, нигде ни на тоа прстите да издружа нозеве коленици една со друга. И се колената ми откажуваат двете. Кичмата исто не може да се движа воопшто, да ми извинете и мокраќата не може да ја држа ако се движа поќе вака, ако пешате. Така да ми кажете, да ми објасните што се работи кај мене. Фала многу, ве поздравувам сите и докторот и водителката. Поздрав. Поздрав. Ова доста комплицирано, болки во врадот, болки во кичмата, нозете од деземени. Значи тоа прво треба детален, многу добар преглед. И за тоа ќе зборим понатаму. Значи без детален преглед, особено детален невролошки преглед, не можеме понатаму вака да разговараме сега. Веројатно е дека после тоа ќе треба да се направи едно снимање што се вика магнетна резонанца, кој што веројатно ќе открие причината зашто имате вакви проблеми. Најверојатно се работи за некоја дегенеративно заболување на орбитот, не само на вратната, значи кичма, него се работи за лумбалната кичма. Може има некои проблеми со коската, например, може има остеопороза, исто така може да е вакви проблеми, ништо не е тоа чудно. Али предлагам да направите еден добар преглед. Може да почне да вашиот матичен доктор, па да видите понатаму кај ќе ви упати, али во принцип треба да отидете обавезно на преглед кај невролог, па и неврохирург. Може ќе треба да отидете кај ортопед, евентуално ако се остане дека имате остеопороза. А снимањето треба да одлучат докторите кои ќе ве прегледаат, што снимање треба да направат понатаму. Во секој случај оваа болест треба да се испита. Добро. Ајде да продолжиме со прашање од гледачи. Повелете, добар ден и за вас. Добар ден. Вака, јас сум со диагноза миелитис. Докторот сигурно веќе знае што е тоа, а многу ретка болест, воспаление на реврниот мозок. И веќе една година како сум диагностицирана, октомври 2015, значи 7 месец, и имам многу болки во нозот. Посебно во десната нога, значи од јануари некаде ми дојдоа многу болки. Прво имав само десната, еден месец, да кажем, месец и пол, па лева и десна, па пак десна се менуват болките и во пределот на градите имав сега само во десната нога, ама многу болки. Се снимам на магнетна секои 3 месеци, се лекувам на клиника, 3 пати сум примела кортикотерапија, што првите 2 пати беше од голема мала доза, а третиот пат беше 5 дена по 1 грам. И сега вела дека 90% е повлечено воспалението, значи тоа беше 4 јули. А јас се уште имам болки, сега октомври треба наредно снимање да се прави, да се види како ќе биде.
и рекоа дека мали ще станат заплаките во главата. За сега кога не се појавило, дека тешко ќе се појават, па за оваа болест околу мене, роднини, пријатели, нема ништо од кај да се информира, кај на телевизија ретко се збори, значи само на интернет и нема на македонски што преведувам, а како што ми рече докторката, повеќе ќе се изслушам и тоа е точно. Од интернет малку е потешко. Да. Па ако може нешто да ме каже за болките, кога ќе поминат, дали ќе се излечам или цел живот ќе си ја носам болеста, бидејќи на мене ме излезе во крвта позитивна борелија, а на клиника ме рекоа дека нема шанси да се дознае од што е, ние борелијата ќе ја спедеме на минимум, ама да се дознае од што е болеста, дали е автоимуна, дали од борелијата, дали вирус на тоа, дека многу тешко ќе се дознае. Добро, миелитис не спаѓа во текот на денешна емисија, ама веројатно се миелитис се работи најчесто на торакалниот орбет, односно на медула спиналис се рамчине натре. Ама последици на миелитис може да биде исто така болки во ногата или лумбални дори болки, не е ништо чудно тоа. Као последици на миелитисот. Али исто така без разлика на миелитис вие може да си имате некои други, или да речеме проблеми со дискус хернија кои што не врска со миелитисот, па да ви дадат болки во ногата или болки во крстот. Така и тоа треба да се мисли во тој аспект. Значи не е дека само миелитисот кога дае ваква болка, ама може да дае ваква болка, треба да се испита дали имате случајно некоја друга болест. Да речеме дискус хернија, не знам, некоја евестеноза може да искочи така нешто. Али да знаете дека и миелитисот, пошто потешко се лечи, дека скоро тешко се излекува фактички, може да има последици од типот на вакви болки. Тоа ништо не е чудно. Добро. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Вака, на 2 септември имам направено магнетна резонанца. Доколку ми дозволите да прочитам резултатот. Ајде. Доминира дегенеративни промени на ив дискот на L5S. Добро, ќе мора да ни се јави повторно гледачката, се исклучи линијата и во прекин. Не да збориме одма да збориме за гледачката, дека дени промени ќе збориме се, зашто стварно тоа е многу често проблем и многу пациенти зборат тоа и се жалат на тоа. Значи мора да признаеме на работа. Рбетот многу рано почнува да старее. Значи нека над 20-та година веќе почнува да старее. Особено рбетот, дискусот. Не кажам анатомски, веќе кога збориме значи анатомски, помеѓу секое пршинско тело се наоѓа еден дискус. Дискусот, вака просто кажано, представена како мека желативна супстанца врз која што тие двете пршински тела може да се прво да се тркалаат и второ да го абсорбира шокот значи на тежината на телото преку тој диск. Дискот е на водена со вода материја. Пошто дискот е полн со вода, не е дека после 20 години почва да губи таа вода и полека почва да старее, просто да кажеме, или дегенерира. Кој ќе каже дегенерација, мислите фактички на прерано старење на некој сегмент. И така да во тој склоп на таа дегенерација на дискусот може да се појават, уште од почетокот може да се појават болки во кичмата. Лумбалгија, може да се појават поретко болки во ногата, меѓутоа може да се појават. Затоа што влакната на тој дискус, што ги викаме анулос фиброза, значи влакна исто така имаат нервни елементи и тие може да дадат болки. Секој набубрување на тој дискус, викаме пулпозус, пулпозус или јадро на дискусот, значи секој негово набубрување и стегнување на тие влакна може да дае болки. Така да ништо не чуна во склоп на ваги дегенерација да имате вие болки во лумбалниот предел. Тоа е нормална појава, тука никој ништо не може да направи повеќе. Значи тоа е нормална појава на старење на дискусот. Кај сите наш дискусот старее повелено или покасно, али веќе од 20 година почнува да старее. Ние сме имали пациенти пред 20 години оперирани дискус хернија, затоа што веројатно прерано почнува да им стари дискусот или има некоја травма, травматски. Меѓутоа, во принцип, значи после 20 години тој дискус старее. Како што дискусот старее, така почнува да се појават промени во другиот дел од ребетниот стоп. Најчесто и најпрво почнуваат да се појавуваат и така наречени движења во тој сегмент. Например, ако речеме L3, L4, L5 сегментот, се појават ненормални движења, поголеми него нормално. Сите тие движења возможуваат да се појави болка исто така. Тука позади има немали зглобчиња, значи позади пршинското тело имате позади мали зглобчиња, кои што исто така го држат стабилно тој дискус, ама тие зглобчиња пошто дискусот почнува да старее, да се мрда, почнуваат повеќе да се мрдат него нормално и кога сите зглоби може да дадат болки.
И тоа што се манифестира исто така со лумбална болка. И тоа не е ништо чудно. Значи, тоа е нормална појава на старење на дегенерација на дискусот. Во склоп на тоа и дискус хернија, што значи пукање на тој дискус и налегување во кичпениот канал кај што се наоѓаат нервите и притиска во нив, може да настане во таа фаза на дегенерација, дискус хернија, исто така може да даде болки во лумбалниот предел и болки во ногата или ишијалгија. Значи, тоа е све нормален процес на старење на тој гестус, на таа кичма, што викаме дегенерација. Имаме уште еден гледач, ајде да го чуеме. Повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сум Да, ве слушам. Сум докторот и ме интересира. Јас имам година и пол болки, а иначе сум на 68 годинашна возраст. Година и пол имаме болки во устари кричмата можам да се наведнам, можам да станам. Меѓутоа, кога одам, не можам, ми трне левата нога, кај левиот колк имам болки, целата лева нога, до доле прстите ми трнат. Направив магнетна резонанса и ми кажа дека имам дискокохартихорозбил. Не знам што е ова. Меѓутоа на десната страна, на десниот паколк ми пронајдоа 2 цисти. На магнетна резонанса кажува дека немам оштетување на јабучицата на колкот, меѓутоа дека се работи за ишијалгија. Докторот Самарџиски, кај него се лечев, ми рече да пијам аналгетик по случај ако имам повеќе болки, иначе со аналгетик да се лечам и да одам на физикална терапија. Меѓутоа, мене тоа ништо не ми помага, јас што не се напив, меѓутоа и понатака мене ногата ме боли, колкот ме боли лев. Ногата до доле прстите ми трнат. Тоа е најважно, кога одам и кога стојам не можам. Имам тие болки. Кога лежам и кога седам, не. А што станам, прстите во левата нога ми се утрнати и целиот мускул и болка една точка има кај колкот на левата нога. А десната кај што ми се тие најдени се цисти, тоа не ме боли. Можам да се наведнам слободно, немам болки во кичмата кога се веднам. Добро. Ајде да чуеме. Што не направив, што не земав. Ајде да го чуеме докторот што ќе каже. Па докторот сака да каже потврди, она мора да се прегледа убаво, значи без убав преглед не може многу да се каже во оваа ситуација. Тоа што ние ќе направиме резонанција вама тамо ништо не мора да значи ако ние не прегледаме пациентот добро. И тоа е поентата и на денешната емисија фактички. Пациентот мора да биде добро прегледан. Тек тогаш може да се направи корелација меѓу прегледот, резонанцата и некои други наоди да може да се договориме што може да се направи понатаму. Предоставам дека она е прегледана добро од некој добар, да речеме невролог или не знам ортопед, и дека докторот што е прегледа знае дека се работи за кој проблем се работи. Во секој случај, колкот и проблемот со колкот може исто така да имитира лумби ишијалга, особено ишијалга. Зашто ништо не е чудно, блиско до колкот проаѓа нервот тој ишијадикус и тука може да биде исто така воспален, допрен и да даде болки и тука, а самиот колк исто така си има нервни влакна малечки кои што даваат болки што пренесуваат слично како овие болки. И тука тешко може понекогаш да се диференцира дали проблемот во колкот или во кичмата. Само со убав преглед тоа може да се утврди. Нормално понатаму со снимки. Затоа препорачувам че пациент кога не се јави повторно кај некој искусен невролог, неврохирург, ортопед, некој што се бави со орбет, па да ја прегледа, па ако е проблемот во колкот, тоа ќе се јави на ортопед да се го реши колкот. А ако е проблемот во орбетот, да се го реши неврохирургот. А може би ќе треба да одиме на некоја добра физикална терапија во која што спајаат вежби, ама вежби, обично многу ретко пациентите доваѓаат кај мене па викаат ја вежбавам, значи вежбите многу малку ги употребуваме се уште во физикална терапија, а вежбите се изгледа дека главен или главна терапија кај овие дегенеративни заболувања. И мислам дека ако била, може пациентка да не била на вежби, не знам, треба да се види тоа. Значи, уште што ведам, многу добар преглед треба да се направи кај неа, да се види за што се работи. Добро. Имаме ли гледач? Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам проблем со ребетот, комплетно со целиот. Оперирана сум од дискус хернија C6, C7 на вратот
имам дегенеративни проблеми, израстоци имам на прашлените и прашлените ми се дехидрирани. Одев на 3 месеци на 3 на 4 на физикална терапија, еднаш на бања, со вежби, со све. Меѓутоа, имам 2 пати примано и блокада, еднаш на кичмата, еднаш на вратот, пошто исто имам дискус хернија и на кичмата имам 2 и на иторокално. Сега сум оперирана од карцином на града и повеќе не смеам физикални терапии да правам. А болки имам ненормални и вратоглавици, не можам да се движам, не знам дали блокада смеам да примам. Добро. Добро, ама ако не е денешната тема и лумбална кичма, не е влажна кичма, но у принцип проблемот е сличен, значи, дискус хернијата. Не можам да кажам радна кичмата, треба повторно ви кажем еден убав преглед да се направи, да видиме дали се работи за компресија некој нерв, например C6, C7 или не. Второ, треба да се види некој да ја види таа магнетна резонанца, да види што се работи. Значи, тоа што пише дехидрирањето, ништо не мора да значи. Тоа значи е процес на почнување на старење на тој диск, ама дали тој диск врши или не врши притиск на некој нерв, треба да се одреди према магнетната резонанца и према клиничкиот преглед. Теоретски, ако тој дискус врши голем притисок, може да се извади надвор хируршки цел, дори ако долго време вака прави проблеми. Затоа ви препорачувам да направите еден добар преглед. Кај повторно некој доктор што се бави со орбет и да се одлучи понатаму што може да се направи. Добро, ајде да го чуеме следното прашање, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до лекарот. Јас сум оперисана од карпал тунел на 1 јуни. Меѓутоа се дали со времето или измеѓу резот имам како чворче, како тврдо нешто, а и палецот многу ме боли. Дали од времето или нешто тука тетивите? Да го прашам докторот. Добро, не е проблем денеска, мислам не е тема на денешна емисија. Карпал тунел може да бидат и други некои причини, не е само карпал тунелен синдромот. Во секој случај, понекогаш после операција, во било која операција може да имате проблеми со болка и така, со некои нелагодности, тоа ништо не е чудно со промена времето, а треба да се види што е прајно. Дали е прајна операција невролиз или не е прајна операција, дали е само ослободување целиот или не делумно на лигаментот. Има повеќе тука причини. Така да доктор што оперирал би требало да знае да ве прегледа и да одлучи тоа што ќе прави. Може ќе ви направи ново ЕМГ евентуално и да се одлучи понатаму што би можело да се направи. Добро, денеска имаме многу јавувања, сме ја погодиле темата, иако има нели прашања и од други заболувања и други теми. Ајде да го чуеме и следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Малку што се исклучи, значи да ви ја почитам магнетната. Доминираат дегенеративни промени на дискот, 5E7 ниво, кој е дехидриран со сигнификантно намален волумен. Се прати дорзомедијална протрузија без поголема компресија на дурален сакулус и сигнификативни промени на дишните површински на прсленски тела, L5E7 кои се со хипосигнал во T1 и хипер во T2 секвенца. Во предниот аспект на дискот се прати мала фокална хиперсигнална промена во T2 од неколку милиметри, која може да оди во прилог за почетни промени кај спондилодисцитис. Нема паравертебрален субстрат абсцес. Промените одговараат за дегенерација од тип ипомодик и останатите нивоа се уредни. Електромиографија со неврографија, значи наодот оди во прилог на парцијална радикуларна лезија на ниво L4, L5 десно од лесен степен. Лабораторија имам од неврофизијација, значи
уредна лабораторија, меѓутоа имам покачено ниво на леукоцити. Да имам мислење од докторот, сега примам заради леукоцитите примам амоксиклав, кетонал за болка и диазепам по едно навечер. Добро. Вие прво не кажавте што вие сте болна фактички, зашто вие кажувате резонанца и лабораториски наоти МГ и стварно не знам што сте вие болна. Во принцип може да имате вие да речеме и заболување дисцит, ама тоа е многу ретко. Примерен дисцит е многу реток. Ако би имале тоа значи воспаление на дисхалниот простор, дисцитот може да биде туберкулозен, може да биде бруцелозен, може да биде гној внатре, неспецифичен. И тоа треба да се испита понатаму да се види, не само вакви испитувања да се направи. Дури некој се прати биопсија, може да се отвори се земе биопсија ако мислиме дека е тоа гној или ако е гној епидурално речеме, значи над дурата гној, значи помеѓу дискусот и дурата гној, тој треба да се извади хируршки. Значи вие не ми кажувате дали имате температури, имате ли некои такви трески, некои. Тука ми беше поинтот и преска кога зборевме, че во овие симптоми, како пациентот има некои симптоми, болки во лумбалниот предел, меѓутоа има и трески, воспаление може да биде исто така. Да, ајде да искористиме можда тебе симптомите да ги кажеме. Некои од гледачите кажуваат кои симптоми ги имаат, нешто плюс. Значи симптомите е вака, лумбалната болка, зборевме нели закон, може да биде акутна, нагло да настане одеднаш ја, а може да биде и хронична, да трае со месеци, со години. Значи не е исто акутна и хронична болка. Во акутната болка најчеста причина е проблемот во мускулите и во лигаментите. Значи стегнување на некој мускул, после некоја активност, некој дигање терет, не знам, после некој нагло свртување. Тоа се може да направи нагла истегнување, да даде шинување на тој мускул и на тој лигамент. Тоа се најчести причини за среќа, значи во таа болка. Затоа препорачувам луѓето многу да не се плашат со оваа болка, зашто ако има ваква причина нагло настанува, значи скоро 90% се прашања за мускулно тетивни стегнувања. Поретки причини тука во оваа закутната болка може да бидат руптура на дискусот или натегнување руптура, значи да пукне дискусот, тоа да допре до некој нерв, да даде вакви проблеми. Многу поретки проблеми може да бидат, например, исчешување на вертебралните тела, да речеме спондило, тоа сега спондило дистеза. Меѓутоа, би требало да памтиме на друга ствар, ако нагло болката настане после некоја тараума, да речеме, собраќајка, пат, тогаш омат би требало посебнува на некоја фрактура. Значи, фрактура на некој од тие пршлините може така да е лумална болка. Особено фрактура постари над 60 годишни луѓе, особено кај жени со остеопороза, најобичен пат може да падне од столче, да речеме, и да настане скршување на тека 12 дена на тоа место, и да даде ваква болка. И пуно жени ме боли, мислат остеопороза, а на крај кој ќе стикате, гледате дека е фрактура. Значи, за се треба да имате детална анализа како настанало нешто. Например, во овој случај, како кај господјава, значи, може има температура, може има треска. Во тој случај, стварно би можело да биде тој спондилодисцит. Ама спондилодисцит треба да се испита понатаму, да има од која причина. И не може да дадете само оксиклав, а не знаете да не е туберкулозен спондилодисцит. Значи, може да испитате од тој аспект све. И лабораторија, или резонанци, па ви кажам ако треба да се отвори, да се земе, значи, биопсија од ткивото, да види што е. Така да, тек после тоа може да збориме за третман терапија. Не знам како може некој да даде, не знам, оксиклав, а ако не испитал овој аспект, за што се работи. Особено се многу често се наоѓа како диагноза на магнетна резонанца. Дури кај полно луѓе што има дискус хернија, па го викаат како спондилоцит, ствари тоа не е спондилоцит, тоа е од самиот дискус оштетување на крајните плочи на коската и дава некои симптоми како на слика личи како спондилоцит. Оствари не е тоа прав спондилоцит. Тој е дегенеративен заради дегенерација на дискусот, па личи како спондилоцит и така крстовен погрешно се наричува спондилоцит. Затоа ви кажам за пациентката мора да се испита тоа до крај, да се види што е, па да се лекува правилно. Кога сме кови симптоми, само да кажем дека и тумори што се тука локализирани, тумори на коската, тумори на меките ткива, тумори на нервите, може исто така да бидат тумори на тие корени што излегуваат тама, тоа сега невриноми, тие тумори исто така може да дадат многу јаки болки. Само во тој случај, што е многу битно, кај туморите болката трае скоро 24 часа. Значи, многу ретко се смирува кој ќе легне пациентот. За разлика од овие дискогени болки и болки што ги викаме дегенеративни болки, кои што најчесто се смируваат кој ќе легне пациент или кој ќе се одмори или кој ќе промени положба, се смирува болката.
Така да тие се како вака што с диагностички, како може да се направи разлика во тоа диагноза. Добро. Имаме гледач кој чека на линија, да ве слушнеме, повелете. Добар ден, во емисија сум. Добар ден, да. Благодарам. Би сакала да го замолам докторот едно кратко прашање. Баш овие денови имавме проблеми со земјотрес и со такви работи. Веднаш после тоа се јавија тие болки, значи болки во едното колено, болки во другото колено, колку, значи тотално еве во моментот со вас разговарам и лежам, до тоалет да отидам ми требаат 40 минути. Само ме интересира, маш ми отиду подзема кај матичниот доктор, имам упут за рентгенско снимање. Дали на тоа рентгенско снимање може да се согледаат сите аномалии или би требало јас да побарам понатаму магнетна или не знам што следи се понатаму? Благодарам однапред на одговорот. Значи, за срека овие болки лумбалги што се акутни, за срека, ако се овие од тие 90% што ги имам јас, поминуваат со најобично лежење за 2-3 дена, а најмалку за недела до 2 недели. Значи, не треба никакво испитување, треба ништо да се направи, ако се диагностира кај баш овакво некој истегнување. Меѓутоа, ако веќе правите снимање, рентгенско снимање, тоа е најобично рентгенска нативна рентгенографија на клучниот столб, вие фактички многу нема нешто да докажете. Тоа би требало да направите само ако мислите дека вие е фрактура, па да сликате вие да видите некоја кршеница на коска. Значи на тој рентген вие гледате само коска уствари. Евентуално може да видите некој хроничен проблем со дискусот, пошто дискусот го губи нели својата висина, па се гледа на рентген дека дискусот губи својата висина и толку. Така да рентгенот многу не би требало да се прави во оваа ситуација кај незе. Ако се мисли на некој друг проблем, ако се мисли на пример на дискален проблем, апсолутно треба да се направи магнетна резонанца. Значи рентгенот ви кажам се прави само ако мислите дека е травма, ако мислите дека има некој тумор, евентуално метастаза. Да, непотребно. Нема потреба да се прави такво снимање. Ако нови работи ги исклучиме. Некако ме преска пациент кој што нагло слабе и има некои други симптоми, речеме абдоменот или еве со градата може исто така да има некоја метастаза, ништо не е чудно во тој предел. Тогаш може да покаже оваа снимка да речеме нешто. Иначе од принцип магнетна резонанција е дефинитивно снимање број избор за овие сите овие заболувања. Значи не рентген, туку да ја пратиме на магнетна резонанца. Нема потреба ништо, ако она е неколку дена само симптомите, нема потреба да се слика воопшто. Да почека. Нека почека. Ако болката се смири за недела, 2, максимум се смири, нема никој проблем. Ако болката не се смири, тогаш може да се разговара за понатаму испитување. Сама по себе да се смири без никакви лекарства? Не, болката ќе се смири, после збориме, значи со лекарства, аналгетици, може некои масажи лесни така, некои лесни вежби исто така, со физикална лесна терапија лесна, додека не се смири таа болка. Значи не е толку битно да се снимаат се одма пациентите право на снимање. И ние можеме покасно да збориме кога треба да се снимат пациентите и кога да испитат хитно да отидат на доктор, например. Имаме хитна состојба и не хитна. Ако имаме симптоми, само болката е симптом, тоа не е некоја хитна состојба. Знам дека тоа многу боли, таа работа на све, меѓутоа тоа ќе помина. Треба трпение малку. Да. Добро, кога боли, тешко е и да се трпи, затоа бараме решение. Не само да кажам дека нашите пациенти се премногу упатуваат се на снимање. И скоро сите доаѓаат доктори на резонанција, ја дискус хернија. И никој не кажува што го боли, зашто го боли, дали општо го боли. Ама он само нашата дискус хернија и он затоа доаѓа на доктор. Не само да кажам дека нашите пациенти се премногу испитани и преиспитани, а не се испитани кога што треба, значи не се прегледани, значи. Тоа сакам да кажам. Добро. Ајде сега да ги погледнеме вестите во минута и кус блок реклами, па ќе продолжиме со темата. Денеска во Алфа ординација зборуваме за лумбалгијата. Со нас е професор доктор Кирил Лозанче, неврохирург од болницата Аџи Бадем Систина. Во делот прашањето за симптомите се договоривме дека е неопходно да им кажеме на нашите гледачи дека кога ќе почувствуваат јака болка, кога треба да се јават на лекар, да не се оди веднаш. Еве видовме ситуации кога треба да се почека. Значи, преска не кажеме дека некои симптоми, и загначени се пренесени симптоми, некои органи што се натрпат абдоминалната празнина, тие исто така пренесуваат симптоми во лумбалниот предел и се осеќаат како болки во лумбалниот предел. Така да гледачи треба да знаат дека некојаш и такви симптоми може да се појават. Да примерно многу акутна болка, многу јака болка позади, со акутна болка во абдоменот, може да значи например руптура на абдоминална аорта, што е многу опасна симптом. И тоа што треба епитент хитно да се интернира, да се отиде кај доктор.
Симптоми исто така може да бидат опасни ако пациентот пројави болки во лумбалниот, може и лумбошијалгија, меѓутоа има проблем со мокрење, да речеме, или со столица. Ние го викаме тоа инконтиненција или синдром на Кауде Квино. Тоа значи дека некој има нагло некој притиска врз влакната што се битни за мокрење и тоа нагло што притиска, тоа е многу опасен симптом. И тоа што вие морате хитно да идете на докторот, се јавите исто така за преглед. Исто така симптом опасен може да биде ако имате парализа на нозете. На некој начин имате акутна болка и парализа на нозете. Тоа што така вие морате хитно да се интернирате, тоа да се направат испитувања. Зашто во случај може да се работи исто така за еден дискус да пукне и да ги повреди нервите што одат према нозете. Исто што е поентата, вие таков дискус ќе го најдете, меѓутоа ако закаснете со диагнозата и закаснете со вадењето, значи хируршки на таков дискус, во тој случај вие и после операција да речеме, и нема да има големо подобрување. Не може да помогнете пациентот, зашто оштетување на нервите во тој предел е многу тешка работа. Тоа тешко се поправа тој. Ние сме имали пациенти кои што оперирани, извадени декомпресија све, не се поправа мокрењето долго време или не се поправа воопшто. Или кога се поправи многу малку. Значи, тие се битни симптоми кои што мора хитно да се интернира и да се направи хитен преглед кај пациентот. Добро, но знаете како, сето тоа е индивидуално. За мене силината и јачината на болката не е исто и што и за вас. Така што многу тешко може човек да определи дали треба итно да се јави. Сега збориме, значи, болка плюс овие симптоми. Да. Значи, некојаш болката, например, од руптуриран мускул може да биде поголема од руптуриран мускул. Може многу поголема него руптуриран дискус, например. А има дискус од симптоми од Кауде Квино што викаме ние. Во тој случај дискусот и Кауде Квино имаат поголема итност него ова што има болка некој голема овдека, а нема никакви симптоми. Значи болка без симптоми не значи дека има некој јак, некој многу битно и дека мора хитно да се испита. Значи, во повеќето случаи може само да се излекува таа болка, па после понатаму се испита ако треба. Некогаш болката може да трае со месеци, хронична болка во тој случај треба да се испита секако да се види што се работи. Добро. Ќе продолжиме ние и за диагностицирањето ќе зборуваме, да го чуеме гледачот кој чека на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Би сакал на поздрав до докторот и до вас во студиото, да би сакал да го прашам докторот, 5 месеци имам големи болки во левото раме. Отидов на лекар, кажа да ставаме инекција да го блокираме рамото. Случајно преглед на ехо ми установија канцер на црниот дроб. На двата лобуса има точка. Значи, доваѓам во четврток во Сестина, ќе правиме PET scan снимање. Дали ќе се утврди болка во рамото од што произлегле? Значи, болка рамото може да биде исто така некој симптом од некој сум некоја компресија на некој невра, може би локален симптом во самото раме, во самиот зглоб. Вие викате сте правили испитување, ви рекле дека ви е проблемот во рамото, така да не верувам дека е симптомот од ова, од јетрата, меѓутоа теоретски може да даде метастаза некојаш и таму, не е ништо чудно. Ама повеќе вака што викате вие, личи дека имате проблем во вашето раме. Негојаш проблемот може би вратната кичма исто така да има проблем со да се шири према рамето, па да има тешко да се диагностицира. Али ако главниот проблем во рамето, веројатно дека вашиот проблем е во рамето и некој ортопед треба да го реши тој проблем. Добро, го слушаме следното прашање, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав во студио. Вака, дали ќе може да го прочитам мојот извештај од што ми е правен за кичма и за врат на рентген. А ово е компјутер. Така вели, пршлинските тла покажуваат знаци за дегенеративни промени со видливи предни и задни ософити. Во петото пршлинско тело се гледа овален хемалогенин гиомин L4, L5 и L5-C1 и В. Просторите се стеснети, а дискусите се дехидрирани и дегенерирани. На тие нивоа се и дорзометијална дискус хернија од среден степен кои латеризираат обостро. Соседните пршлински тела се исто така нагласено дегенеративни. Наод вика на две, тоест наод за дискус хернија на два нивоа. Тоа е значи од половината ќе ве молам, а ово што е на рентген
видливи спондилозни и ункрантозни промени во средни и дистални цервикални партии, како и во проксимални и средни торакални партии, со дистална редукција на 1,5 простори, не се исклучува радиоколопија. Сега, докторе, ќе ве молам, јас, значи, овоа сето, еве, го читам и вас, го читаат и таму кога ќе ги земам снимките, меѓутоа сет проблем застанува тука. А јас, значи, сум со болки, не, како да ви кажам, значи, више ми се иди книжка и све да фрлам. Затоа што само иди добар ден и пријатно. Никој ништо не вика, одиме со нешто друго. Значи, Добро, значи барате некој друг начин на лекување. Ајде да чуеме што ќе каже доктор Лозанче, повелете. Не за лекување, него господјата фактички не е добро прегледана, напред што кажам, тоа е едно. И второ, тоа што го збориме повторно, значи дегенерација на дискус, дегенерација на цивот рбет, тоа е нормална појава што се појавува кај секој, некој порано, некој покасно. И треба да сватите дека ова е нормален природен процес на старење на рбетот. И вие ќе имате нормално болки, ништо не е чудно. Болките да не бидат само некои големи. На тоа треба да се прегледате, да ве прегледа некој доктор, да види за што се работи, дали може да се помогне нешто, во смисол некоја декомпресија, не знам, хируршка или некоја физикална терапија со вежбање, вежби, напоменувам повторно, стално ги викам тие вежбање, вежби, да видиме за што се работи. Претпоставам дека некој треба да ја прегледа добро. Преска напомнев некој доктор што се бави со рбет, он би требало да ја прегледа. Правени се прегледи, еве резултатите ни ги Не е добро прегледана, како што слушнав, јас не правам само резонанца, нема преглед. На резонанцата се гледа тоа што го реков преска, дегенеративни промени, кај сите го има тоа, дискусот набубрен и кај сите го има, ништо не е чудно, тоа е балџинг на дискус, набубрување дискусот. Некогаш и тој балџинг може да прави проблеми, реков преска, таа имате нервни влакна кои што болат при набубрањето, а некогаш допира до некој нерв кој исто така може да боли. Ништо не е тоа чудно. Значи некогаш тој балџинг може да се решува и хируршки, некогаш ако треба. Али у принцип тоа се решава најчесто со физикална терапија и вежбање вежби. Тоа е многу битно. Добро, го слушаме следниот гледач, повелете. Сега ќе прашам се. Ајде. Ве слушаме, повелете. Ало? Ве во програма сте, ве слушаме. Ало? Ало? Ве слушаме. Координација? Да, повелете. Ве молам едно прашање, поздрав до докторот и до вас. Едно прашање, ако може. Ајде, ве слушаме. Докторот слуша сега? Слушам, ајде, може да пут. Не, јас сум бе. Ајде, може. Ало, докторе. Да. Ја боледувам од дискус хернија. Добре. Ми е направена КТМ на рбетот, ЛС. Имам... Еве, да. Да. L3, прашлените L3, L4, L4, L5 и диагноза констатирана дискус хернија. Со трнење на ногата. Да. Повише на десната нога. Ногата ми се дрвеше од озгоре до доле, до прстите. И ми се покачи, притисокот ми беше многу висок и ме... Да. Потоа ме оставија во болница затоа што има висок крвен притисок. Добро, ќе може да одговориме. Добро ден, прво... Леже во болница 5 дена, дури ми ги санират болестите во неурологија. Добро, господјо, ајде да чуеме што ќе ви каже докторот. Значи, пошто режала неврологија, претпоставам дека направили други снимања таму и дека имаат права диагноза. И дека би требало да знаат дали тој дискус хернија прави стварно голем проблем или помалку. Значи, многу е битно колку траат симптомите. Значи, симптомите би требало да траат најмалку 3 месеци да ме под прилика да речеме дека таа болка може би треба да мислиме да се иде на некој оперативен третман. Значи, 3 месеци има време за испитување, за прегледи, за лекување, за се. Ако за тие 3 месеци се излекува симптомите или се намалат симптомите,
Нема потреба да се размислува понатаму за хируршки третман. Меѓутоа, ако се им дојде траат поише од 3-4 месеци и не реагираат на ваков третман, треба да се мислува на хируршки третман. Меѓутоа, ова господја рече има направен компјутер, а нема направена резонанца и предлагам вака многу убаво да направи магнетна резонанца, да ќе има прав проблем, ќе се реши проблема. Имавме некои слики, имаме дека може да ги покажеме сега на гледачите. Да. 4 и 5 како може. Ајде да видите како изгледа на компјутер, како изгледа резонанца магнетна на лумбален. Режија ќе може ли сликите да ги видиме? Еве како изгледа на компјутер на лумбален дискус. Дискус L4, L5 дискус. Скоро комплетно пореден, со голема компресија. А на другата слика, како изгледа на магнетна резонанца, гледате, прво е доста поголем и по-чисто и по-јасно се гледаат, значи, дискалните простори, дискусите, дали се генерирани, не се генерирани, се гледа колко е компресија, кои све дискуси се зафатени. Значи, тоа препорачам да направите магнетна резонанца и на сите, у принцип, на сите пациенти кои што мислат дека имаат или проблеми со дискусот, пошто дискусот е меко ткиво, им препорачам да прават исклучиво магнетна резонанца. Не потреба да прават тоне компјутерна томографија. Компјутерна томографија си има своја место и се прави само во одредени случаи. Меѓутоа, во овие случаи кои се роди за меко ткивни промени, резонанцата е дефинитивно златен стандард. И тука не треба да се прави никакви експерименти, да се иде директно на магнетна резонанца. Така, добро. Не ни треба веќе фотографијата, не ни треба, да. Може режија така да се вратиме во студиото. Ако имаме гледач, ајде да го слушнеме. Немаме. Добро. Ало, добар ден. Тука сте. Добар ден. Поздрав до водителката, до докторот. Велете. Да ве прашам, имам нешто проблем со братот, докторот. Имам направено магнетна резонанца. Може да го прочитам? Ајде само ќе ме молам по-кратко да биде. Ајде. На нивото C5, C6 се следи дозиметрален билатерален надув на дискот без дисифузна херенција со формирана бителарна екстензија, особено деснострано со мала компресија на радиксот од истата страна. На нивото C6, C7 се следи централна и дозиметрална профузија на дискот во десно со компресија на анторамната контура од дуралниот диск и радиксот од истата страна. На ово ниво присутна е дискретна стеноза на спиналниот канал. А исто докторе, кај вас во Систина, пред една недела имам направено ЕМГ кај докторот Димирџиев. Димирџиев, он вака има, тука пиша, кај пациентката за одбележување има контруирано празнење на ампа, не може да постигне релаксација. Ваквиот наод оди на прилог на фокална дистонија тортикулис. Клинични движења. Што може тоа? Нешто ми збореше докторот Димирџиев за мускулатурата, МДК е затегната ли? Што да се лекувам и како? Значи, ако се ради за проблем на слабост на мускули, слабоста може да биде исто така, една од причините може да се случи на вратен дискус, од компресија на некој нерв што ги нервира тие мускули. Меѓутоа, слабоста може да биде исто така знак на болест на мускулатурата, слабост на периферните нерви, нервите што го нервира тој мускул. Значи, не мора да значи дека слабоста е потекнува од вратниот нерв. Дури слабост може да биде од мозокот да потекнува. Значи, многу е тоа тешко да се потврди. Ако Димирџиев рекол дека се работи за мускулна некоја дистрофија, најверојатно е дека се работи за мускулна дистрофија. А вратната кичма е само последица на таа слабост на мускулите, па дискусот ваш се разбедел и напукнал и така. Али главниот проблем се лежи во слабост на мускулатурата и треба да се лечи таа болест. Добро, јас ќе ги замолам сите гледачи да се придржуваат кон темата. Имавме прашања кои што не се врзани со денешната тема. Навистина сакаме да излеземе во пресред, но ве молам држете се до темата. Ајде да го чуеме следниот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до докторот и до водителката. Сакам да го прашам докторот. Јас немам отидено до сега на лекар.
ама имам болки во рветот, во кицмата, трнење на рацете и оток на коленото, на десното колено. Отокот трае веќе цел месец и што би ми препорачува докторот за понатаму? Уток на што не слушнав, али како што викате вие двете раце, не знам дали се малите зглупчиња зафатени, ако е и оток на рацете на зглобовите, вие треба да се јавите на некој ревматолог, онда ви испита во прва инстанција да не се работи за некои заболувања, некои ревматични заболувања на повеќе зглобови, во тоа вклучувајќи и заболувања на зглупчињата во рбетот, ама битно е да се излечи тоа, да се лекува, значи. Така да направите консултација со некој ревматолог. Така. Значи, најпрво, прва станица ревматолог. Ајде да кажеме за лекувањето. Како се лекува лумбалгијата? Има повеќе начини на лекување? Значи, повторно треба да збориме за акутна и за хронична. Сега збориме за акутна, пошто најчесто таа. И пошто рековме дека 90% е некоја бенигна, речи, симптоматологија се бенигни, тоа што треба да се лечи, најчесто се лечи со мирување. 2-3 дена треба да се мирува, може понекогаш и строго да се мирува, понекогаш помалку да се мирува, меѓутоа да се мирува. Самото мирување возможува да се намали таа повреда, таа инфламација на ткива. Второ, апсолутно треба да се аплицира, значи може да се аплицира локално. Некои аплицираат ладно, мраз, некои аплицираат топло, зависи од пациентот. Зависи како пациентот ќе преферира. Не е туку битно. Например, Америка многу почесто аплицираат ладно него топло. Кај нас овде поише сакаат нашите пациенти топло. Нема врска тоа. Може да се направи некоја лесна масажа со овие што се антирематични масти кои што така овозможуваат подобра прокрвеност на ткивот и тоа се. При акутна болка не е препорача некоја голема масажа или голема физикална терапија, може некоја лесна масажа тука локално, повторно со некој аплицирање на некои медикаменти и нормално тука пошто се работи за некој најчесто работи за мускулен спазам, може исто така да се дадат лекови типот на мускулни релаксанци. Значи лекови за болка, лекови за мускулна релаксација, масажи и лежање. Значи мора да се одлежи неколку дена. Не поише од 5 дена до 7, меѓутоа треба да се одлежи. Кога се решавате на хируршка интервенција? Да, хируршка интервенција треба многу повеќе симптоми, повеќе пратења, меѓутоа ако се појават оние јаки што преска ги реков симптоми од типот на одземност на нозете, утрнатост тука некако околу големиот, околу моцниот меур, односно анусот, што кажеме, кај што завршува делот црева, или пак ако има проблем со мокрење и со дефекација, дефинитивно треба хитно да се упати на неурохирург. Затоа што најчесто во тој случај се работи за реков преска, значи дискусот пукнал, излегол, направил компресија, во тој случај треба нагло да се излезе тој дискус, зашто секоја негова компресија врз тие нерви што се битни реков преска нерви, и ако се направи многу покасно, има многу полоши резултати. Губење на мокрење, односно не може да контролира на мокрење е главен симптом во кој што пациентите мора да го хитно да се појават на неурохирург. Во тој случај требаше да се направи реков хитна резонанца, значи преглед резонанца, евентуално хитна интервенција. Говориме за хитна интервенција. Ако се појави парализа, значи на некој, да речеме на стопалото, хитна се појавува парализа плюс болка, во тој случај исто така тоа е еден хитен симптом и тоаш пациентот треба исто така да се јави хитно на неурохирург. Најредно се работи за некоја компресија врз дел од тие корени што ги рековме преска, кој што мора хитно да се отстрани. Тука не сме да се чека исто така. Се напоменува, че болката не е индикација за хитна интервенција неурохируршка. Болката може да е индикација за неурохируршка ако трае прологирано време, долго време и пациентот не може да го толерира тоа и покажеме дека стварно постои голема компресија на магнетна резонанца, во тој случај треба да се оперира тој пациент да се реши таа негова болка. Ретко многу ако има многу јаки болки и акутни болки кои што не реагираат на лекови, во случајот значи реагираат и на појаки лекови него нормални лекови што ги даја ние. Например, имаме ние лекови што се многу појаки како морфински некои такви препарати. Ако и на тие лекови не реагира болката, во тој случај може многу ретко да индицира на хитна неурохируршка интервенција. Дали хируршката интервенција гарантира и оздравување? Во овој случај кога овие три симптоми, кога овие три симптоми, значи ако се појави се направи хируршка интервенција, апсолутно гарантира оздравување од тие симптоми. Нема никоја причина да се заплашање, сакам да кажам, од пациентите. Значи, пациентот никако не може и не би требало да биде полош после операција, него пред операција.
тоа, например, јас кога ме прашат дали гарантира, ја гарантирам 100% дека нема да бидете полош него што сте сега сигурно, како 100%. Колку ќе биде подобар зависи колку ви трајање компресија, што ќе на операција, тоа све што се прави. И каков тип на операција ќе направиме, тоа сето тоа зависи. Добро, ајде да го чуеме гледачот. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до Алфа, поздрав до вас. Се јавувам од Петрово, имам 65 години. Пред 8 месеца се оперирав од кук. Не беше искашен, него поместен, што знам како ми рекува. Меѓутоа, раната е све у реду. Ја 8 месеца, осеќам болки. Немам да ступнем. А кога седим и кога лежим, немам болки. Бев на бања, бев на рехабилитација. Не знам што да пием. Ништо не ми рече докторот да пием. Добро, да се работи очигледно за постоперативна болка во тој колк што е опериран, тука би требало вашиот доктор што оперирал да ви препорачи терапија и што понатаму да правите, иначе аналгетици, значи тие лекови за болки постојат стотици лекови, ништо не е чудно. Некои најчесто ги даваме тие што се нестероидни аналгетици, понекогаш може да се дати, ви кажа преска некои појаки аналгетици, има и појаки аналгетици, меѓутоа тоа не го решава проблемот. Проблемот мора да го решите вие со вашиот доктор што го оперирал, тој да го реши проблемот, да види за што се работи. Добро. Еден од начините е физикалната терапија. Да. Грешат ли некаде луѓето кога се препорачува физикална терапија? Пред малку кажавте некои лесни масажи и сето тоа. Може ли да има неправилности во физикалната терапија и да не се добие очекуваниот ефект од неа? Треба да разликуваме вака, физикална терапија или пак што ја прави доктор, односно физикален техничар, или пак физикална што ја прави некој надлежен лекар, да речеме. Има голема разлика. Полно пациенти наоѓаат, некој пак ги масира, ги им прави, ги мести кичми, мамо. Тоа според мене мислам дека е голем ризик. Особено ако се работи за некоја, да не речеме фрактура, или да може да би пукна дискус, пошто секој местење во таква ситуација може да само до оштети нервот, например, да направи големо оштетување и тендури до парализа. Значи, сме имали такви случаи, значи, луѓе местачи, одноци на местачи, после местење доаѓаат со полоши, дури со парализа на стопало. Сме имали такви случаи, ништо не е чудно, значи, треба да се разграничи тоа. Иначе, права физикална терапија... Чудно е што одат на такви места луѓето. Нажалост одат, да, се уште, ја не знам, не можам да сватам тоа како така се дешава, меѓутоа луѓето одат, без да бидат прегледени. Повторно кажам, едукација на докторите се така е многу битна работа, докторите мора да бидат многу едуцирани на овој проблематика, особено за прегледот, тој почетен преглед да го направат добро, да откриеш што се овие јаки симптоми, кои што мора хитно се интернира, тоа е многу битно да го направат. Физикалната има своје апсолутно место и кажа ви преска дека скоро 80%, тие 90%, 80% добро ќе реагираат на физикална и ќе се поправат понатаму и немаат никогаш да имаат проблеми. Така да хируршка тенденција е во многу мал посто од овие пациенти, сите во многу мал посто на случаи. Физикална терапија не само што смисел на некој што мисли да речеме аплицирање, не знам, топло, ладно, па после струи некои, па не знам, ласер и така тоа све. Него физикална терапија во главном треба покасно да се бави со овозможување на појачување на таа мускулатура. Ние преска не кажаме анатомијата, значи овој ребет и предната и од земната страна има голем број на мускулната залепена на него што држат тој ребен стабилно, да не може да многу мрда. Оти преска рековме, секој мобилизирање на тој сегмент повеќе него нормално дава до болки. Значи, ако тие мускули се стабилни, значи претходно извежбани, тоа све, и да се појави умала болка, кај тој пациент има многу помал болка него кај луѓе што немаат извежбани мускули. Значи, предниот и задниот масив нервот мора да бидат многу јаки. Во тоа многу ќе помогне физикалната со правилно укажување на пациентите кој тип на вежби треба да ги прават, како да ги вежбаат, со некои справи ако треба да вежбаат. А после тоа кога ќе се нормализира целава ситуација, може луѓе да додат на фитнес, на аеробик, на сите тие се многу битни вежби. Дури и самото движење, да се движи пациентот, нека вози точак, исто така помага во подобрување на оксигенација на тоа ткиво таму, значи таму фали кислород во поедини случаи. И сите овие аеробик вежби се многу битни за тие пациенти. И не напомневме, пливање е многу битен спорт за
рбетот. Би требало луѓето што поише може да пливаат. Така, во зимскиот период и на базени. Па на базени нормално, преку летниот период на базени на било каде. Добро. Ајде да го чуеме гледачот, повелете. Ало. Ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до телевизија Алта и поздрав до господинот доктор. Едно прашање до него. Сопругата моја има болки левата нога во глуждот на стапалата, долниот дел. Тоа некои шилци. Кажете ви докторов да ми објасни што терапија или како може да лечат тие шилци. Добро. И тоа не е тема денеска, зборуваме за ништо, но ќе одговори доктор. Шилците ги викаме како спондилоза фактички. Ама шилците се исто така еден нормален процес на старење на таа кичма. Во некоја фаза од старењето на кичмата му се појават шилци. Затоа покасно на крајната фаза завршува со таа коскена стеноза што рековме на почетокот. Значи тоа е неколку фази на старење на тоа дегенерација на старење на рбетот и на дискусот нормално. Тие шилци се војат во една фаза на нестабилност на злоупчињата, нестабилност на самогенот и се војат шилци. И тоа се манифестира како спондилоз. Така секаме и народот, и опште меѓу лекарите спондилоз. А иначе таа спондилоза понатаму во крајна фаза која ќе се стабилизира само од себе, организмот се стабилизира над 60 години тој простор, настанува коскена стеноз. Тие шилци ние не можеме да ги уништиме на некој друг начин. И нема потреба да се уништуваат, што е нормално процес на старење. Тие се уништуваат само тогаш кога го притискат врз некој нерв и даваат многу јаки болки. Пак, на жалост, не постои лек што може да ги стопи тие. Тоа се коскени шилци, значи тоа се шилци на самиот завршеток на прашинското тело. И тие шилци не може да се уништат со некој лек. Тие може да се евентуално да се превенира да не настане на тоа ако го излечите, ако вие почнете да практицирате вежби што ви кажав преска, имате јака мускултура, тој сегмент ќе биде стабилен и ќе имате помало формирање на шилци. Ама да се спречи тоа не може. У покасна фаза, ако тие шилци прават притисок врз нервите, се влегува нейрохируршки и се прави негова декомпресија на нервот, тие шилци се вадат хируршки, се отстрануваат и се прави декомпресија на нервот. Така, добро. Повелете, ве слушаме. Добар ден и за вас. Ало, добар ден. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Ме слушате? Да. Цветанка е на телефон. Поздрав до вас и до професорот. Повелете. Вака да ве прашам. Професорот, поздрав многу до него. Примена сум во клиника со стравични болки во долниот дел. Меѓутоа, при испитување, најдено е на вратната кичма на C5, C6 и C7 миелопатија на нерватурата со процес на одземање на левата рака и левата нога. Оперирана сум од тоа, иако беше зафатот првите 2-3 години добар, боловите во лумбалниот дел продолжија со многу интензивни стравични болки. Мокрењето се сопре од првиот момент, значи 15 години мокрев со помош на хидрокортиазид. И покрај сите испитувања, сите докторски анализи на сите страни не се установи дека лумбално имам тумори во коскена форма. Дури се најдени 2012 година, оперирана сум од професор Дамјановски, туморите се извадија, меѓутоа на L5-T7 има постоперативно појавена циста, дали после оперативно, дали била пред тоа, левата нога не ми функционира, боловите се исто така многу стравични. Сега, дали постои можност тоа L5-T7 било позади карлицата, да се извлечи таа циста за оваа парапареза што имам на ногите, да се подобри, да се нормализирам. Одам тешко, иначе сите тие години плива, вежба, се борев, се подложив на 2 тешки третмани, за да не дојде до парализа. Каква е оваа циста и овие тумори што не можеа да се познаат? Тешко така можам да одговорам на тоа прашање вака од овдека без да видам снимки, отпусни листи и тоа све.
зашто имате очигледно операции на вратната кичма и од тоа може да имате проблеми со мокрењето уште од тогаш, а може да имате проблеми од лумалната кичма, тоа треба да се види, да се испита. А таа циста што викате може да биде бенигна некоја радикуларна циста, кој што не врска со операција, може би претходно таа циста и може да нема никакви симптоми да даде таа циста. Не верувам дека таа циста би можела да даде парапареза што викате вие. Евентуално ако таа циста влече, па прави некој симптом на тетеринг што го викаме ние, па таа може да даде некој таков симптом со парапареза и мокрење. Значи во секој случај треба добро да се испита тоа сето заедно. Еден доктор да ве превземе, да ви испита кога што треба и да се одлучи конечно. Лично не верувам дека таа циста би требало да се оперира, ама ако врши тракција, викаме влечење, можда и ќе треба. Ама треба да се направи еден добар, стварно дотелен преглед, да со слики, со се заедно, па тек тоа да се договориме ми. Добро, повелете. Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме? Во програма сум. Да. Сакам да разговарам со докторот. Ајде, ве слуша докторот. Слушаме. Поздрав докторот, поздрав до вас. Сакам да кажам, јас болки веќе 2 години имам нон-стоп. На кичмата имам дископатија, дискохернија, ломбарго, изживкување на костите и нерв стега. И секој доктор на 3 месеца сум била, сите ми откажуваат операција, не може. А ја болки редовно имам нон-стоп. Добро. И сега да видам докторот што ќе ми кажат. Ми откажуваат сите доктори за оперативен запад. А вие сакате операција? А вие не гете операција? Или сака? Сака ли? Сакате операција вие? Не дозволуваат никаква операција. Не дозволуваат. А зашто не дозволувате операција? Не јас. Они? Докторите сите ми откажуваат, сите доктори ми откажуваат оперативен запад. Зошто? Што ви рекоа? Зошто? Зашто на многу места е запатен нервот. Не знам зашто ми тоа, да не сте разбрале вие. Не, на 3 места бевте сите тројка доктори исто ми кажуваат. А диагноза не беше. Ако диагнозата стеноза, например, ако диагнозата стеноза на тој сегмент, тука нема дилема дека треба да се направи оперативен захват. Се дали ќе се направи захват со штрафи плочки или плюс, тоа е стварна техника, али во принцип треба да се направи оперативен захват. Не знам што не би можел да се направи оперативен захват. Не знам, еве на тројца лекари бев и у државна и у воена и 2 пати у државна, докторите ми откажуваат сите, викаат нема шанси за оперативен запад, затоа што на 3 месеца запатено не знаеме кај да отвараме, вика на магнетна гледаме, вика нема шанси во вика за оперативен запад. Не, може би не се совпаѓа прегледот со нагнет, и за тоа викат, иначе технички Како да ве најдам ако може јас да ги видите снимките, има магнетна? Па ако сака да дојдете, нема никој проблем, во Систина кога сака да може да дојдете, не е проблем. Може да видиме тие снимки, да ве видиме и вас, нема никој проблем. Јас сум 50 години. Нема никаков проблем, јавете се слободно, да ве видам, нема проблем. Добро. Еве, сакав јас да прашам нешто, ама има уште гледачи. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушаме? Добар ден. Добар ден. Докторе. Слушам. Јас у Систина бех на операција и ме оперизаа од и сега доле под коленото доле. Ногата не могат да одат, боли ме начисто. Боли ме и што да правя, каде видам, има многу болки опасни. Ама не, дали е проблемот со орбедот, не знам, не разбрав многу дали е проблемот или некој васкуларен проблем, зашто... Имавте проблем со рбетот или само коленото? Не, јас оперизавам и тоа, рече, тие внатрешните вени. Многу слабо ве слушаме, стварно не можеме да ве разбераме. Не, ве слушаме добро, ама не ве разбираме што кажувате. Значи, кој ве оперирал прво? Дали знаете кој ве оперирал? Оперизаваме како го викат на В, последната буква. Ама што ве оперирал, од кичма или од нога? Ногата во внатрешни тие
артериите. Па за артериите зборам, значи васкуларно е прашање, васкуларно. Васкуларни артерии запушени беа. Тоа е васкуларна операција, понекогаш и васкуларните проблеми, не ги кажеме тоа, значи некогаш васкуларните проблеми може да налекуваат као проблеми од кичмата, например стеноза, на коска на канала многу сличните го имаме со артериите запушени, тоа се ка клаудикација интермитенс. И во овој случај пациентот оде еден 50-100 метри мора да застане. Значи не може да се движи. И тоа повеќе луѓе мислат дека се работи за васкуларно, и после кога ќе направиме снима гледаме се работи за коскана стеноза. Значи тука може да има прилепување на тие симптоми, значи васкуларни и коскени симптоми од рбетот. Ама пошто се оперира на васкуларна хирургија, јадете се повторно таму, докторот нека ви каже кај треба понатаму да ве прати. Добро. Ајде да го чуеме следното прашање, повелете. Ало, Жаки, добар ден. Добар ден. Лила е на телефон. Да, ве познав, повелете. Да, имам големо задоволство да го поздравам професорот Лозанче и да го вратам назад пред 27 години, кога бевме и млади и убави, и сега сме си убави, меѓутоа ќе го вратам во времето, сакам малку и расположение да имаме во емисијава. Значи, беше асистент во клиника заедно со професор Угриновски, така малку тандемски се сеќавам дека работеа. Оперирана сум од дискус хернија, со тоа што можам да им препорачам. Мојата нога дојде, професоре, тогаш во ситуација да нервус ишиадикус атрофира, не го чувствував на тоа МГ-то кога ми го правеше професор Вера Петрева, и подхитно ме приместе, ме оперирате. 27 години, Жаки, јас никаков проблем немам. Значи, кога ги слушам луѓево, дека се уште се плашат, ако можам, еве вака од страна, како нивни пациент, да кажам дека мислам оти тоа се веќе рутински операции. Тоа време нема да си простам, 6 години ги трпев болките. И ќе му кажам на професорот една вистина што ја кажа овој Жаки. Студент на медицина, со цел памет дозволив да ме однесат кај некој железничар. Како ме легна, ми направи еден огромен хематом на кичмата. Да, професорот, кога го виде хематомот, дали ќе се сети, не знам, меѓутоа само рече, не можам да поверувам дека сте си дозволиле вакво нешто. И наредниот ден ме легнаа, ме оперираа, за да по 24 часа бидам пуштена дома, веќе можев да се движам. Оние нивни насоки, физикална терапија, малку сончање без влагање во вода и така натаму, 27 години од нивните златни раци, јас више проблем не видов со дискус хернијата. Многу голем поздрав, многу ми е драго што го доведовте во вашето студио. Поздрав! Поздрав, госпоѓа Лиле, убав ден. Еве, убаво е да се чуе, нели, како пациентите се задоволни и после толку години немаат никакви проблеми. И тоа што работеше други техники, например, сега имаме пософицира техники, например, сега ние во систем работиме исклучува со микроскоп, тоа се микродисцектомија, испаѓа едно од видеоите на така наречени отворени минимално инвазивни техники. Пациентот фактички лежи 48 часа вкупно све, он за 6 часа станува, се движи без никаков проблем, така да дефинитивно нема потреба да се плашат воопшто пациентите од било каков хируршки третман. Отпарам за дискус хернија, зборам за овие едноставни одлични дискус хернии. Меѓутоа, кај нас се прати било какви комплицирани операции, било што се прави, се решава од спинен центар, нема никаков проблем. И стварно би требало, само ме чудно пациентите со толку години, например, да чекаат симптоми, не може да ги решат, се плашат, тоа не може да сватат, не ми е јасно. Добро. Ајде да чуеме прашање од гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до доктор и до водителката. Вака сега јас, како претходната гледачка, имам проблеми со дискус хернијата. И сакам едно мислење од докторо. Беше, уште дека не сам бил, беше мислам кај доктори. А проблемот ми настана, имаше дископатија и ојде на физикална терапија и таму физикалисто направи ми еден захват и од
тоа почна се и лумбален дел и горе вратниот дел. Имам направено магнетна резонанса на вратниот дел Т6 и Т7, ТХ1. Се следи централна дезиментална протрузија на дискот од дрозодоментален тип во десно со компресија на дуралниот сак и на радиските од истата страна. Деконструисна девијација со нагласена церквална лордоза за иницијални спондилозни промени. Во проекција на прштенското тело ТХ2 се прати хиперсигнална промена во Т1 и Т2 плюс секвенца која оди во прилог за мал хеманион. Прикажаниот сегмент од медула спинале е без сигнални отстапување. Исто и на лубалниот дел L5S7 имам направено магнетна резонанса. Векторот е позади пострелната контрола на прштенското тело S7. Приступна е хипертрофија на лигава флагава и пасецијални зглобови. Апсиналниот канал не е редуциран. Приказаната модула со конус и кавуда еквивена е се во нормални граници. Сакам докторо, ако може да ми каже, оти беше на преглед у државна болница у Скопје и неврохирург ми кажа дека бидејќи се движам, немам потреба да одам на операција, ептен, кога ќе биде зор, тога да одам на операција. Почна да пливам, месец и пол, почна веќе и да трчам. Имам ги тие болки, боле ме горе многу вратот и десната рака ми трпне, на левата нога доле имам како, на петата имам како загревање. Па сакам мислење од докторо и шо ќе ми препорача он е по-стручен. Дали денеска збориме за лумбална нарбет, не збориме за вратна нарбет, некој друг пат може да збориме за вратна нарбет некојаш. Ама во принцип тоа се слични болести. Значи тамо дискус, заболувањето е слично, спондилозата е иста, третманот е сличен. Многу ме чуди, имате проблеми таму и вамо, не ми кажете за кој проблем вас фактички е главниот проблем. Болки во ногата, болки во раката, болки во вратот, болки лумбална. Значи не може да имате вие тие 4 симптоми, само тие 4 треба да видиме еден кој е најглавен и тој да се води да се испита. Например, викате вие за лумбално, имате некој тамо идете хипертрофи елементи флави, тоа може да прави стеноза на каналот, например. Може да прави некојаш проблеми тоа за ногата. Во вратната кишма да ги имате на C6, C7 дискус, кој што може би да прави исто така проблеми, од тоа имате проблеми во раката, тоа се заедно. Ако ви прави дискусот проблем со раката и тоа трае долго време, може би треба да се реши хируршки тој дискус на C6, C7. А ако имате проблеми со одењето, например, може имате одоздола проблеми од лигаментум флавум. Може би таму треба да се направи интервенција. Значи треба да се направи добар преглед. И доктор што ќе прегледа ви каже зашто се работи, кој проблем треба да се решава, тој долниот или горниот. Така. Не слично на физикална терапија не е иста за вратна кичма и за лумбална кичма. Значи не е, како кажам, не е заедничка таа. Може има некои слични допирни точки, ама не е иста. Значи имате различна терапија за вратна кичма физикална, различна терапија за лумбална кичма. Не е тоа исто. Ајде последниот гледач за денеска да го чуеме. Последното прашање, добар ден и за вас. Повелете. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав за гостинот. Добар ден, викам поздрав за гостинот. Добар ден. Поздрав и до вас. Едно прашање, имам болки во препонот. Во десен препон и болки во грбот. Да, и дали доколку треба да се прави операција сакана на преглед во система, дали подлежат под, да речеме, под фондот за здравство, дали се прават такви операции за лумбалгија во система под фондот за здравство, дали Значи вака. Е тоа приватно. Добро. Болки во препони ретко може да имаат проблеми со дискусот, али може да имаат проблеми со дискусот. Особено ако е дискусот централно поставен, па прави може да ваки проблеми во препоните. Меѓутоа, за болки во препони може да имате многу други причини. Например, една обична кила може да ви биде проблем да биде болки во препоните.
Че треба да прегледа прво, еве дека проблематичот или има општиот хирург кај вас. А за кичмата некој прегледа некој невролог или неврохирург или ортопед или било кој да ве прегледа види за што се работи. Ако има некој проблем за што трае долго време, преска ви кажа во почеток на емисијата, тогаш можеме да размислуваме за некој хируршки третман. Меѓутоа, јас никош не би оперирал без да ве прегледам и без да видам некои снимки. Тоа нема теоретска шанса. Иначе, на жалост, фондот не ги признава овие операции кај нас и сите пациенти кај нас тие операции ги снесуваат приватно, мислам ги плаќаат приватно. Зашто фондот не ги признава, тоа не можам да кажам, тоа не е моја работа. Добро, еве, како заокружување на она што го зборувавме денеска, може ли да дадеме совети, препораки за луѓето кои што имаат проблеми со ова заболување и на што треба да внимаваат? Па добре, еве, можеме прва препорака, значи дека прво болката, значи не е у 90% не е ништо опасно. И не треба во принцип да се плашат луѓето од болката. Болката и само од себе ќе помине за 5-6 дена, 7 дена можда со мирување и со аналгетици. Второ, ако болката трае понатаму повеќе од тоа, веќе треба да се мисли на испитувања, значи да се направат еве резонанца, не знам, прегледи, па и на физикална терапија да иде понатаму. Нормална ствар, реков преска да ги памтиме овие што ги реков тие битни симптоми, битни акутни симптоми кои што он мора хитно да се јави на доктор, значи у смисол на мокрење, не знам, парези, болки во стомакот. Тоа се треба, значи, да оди хитно на доктор. А иначе за превентива, топло им препорачам на пациентите, на сите пациенти, значи, доволно да многу да вежбаат, особено вежби за РБЕТ, back school се вика тоа на англиски го организира тоа како back school. Значи, мора и нашите физикалните, овај доктори од физикална, значи, што повеќе препорачуваат вежби, да ги појачуваат тие мускули предни и задни, кои што реков преска држат кичмата РБЕТот стабилно, оневозможуваат непотребно неволни движења, така да нема да има толку големи болки. Пливање исто така многу им препорачувам на тие пациенти што имаат веќе претходно болки. Да си посетуваат нормално доктори, да не одат на надри лекари, да не одат сами да прават терапија сами за себе. Добро, ви благодарам за денешното гостување. Се гледаме во некоја друга да. алфа ординација со друга тема. Професор доктор Кирил Лозанче денеска беше заедно со нас, неврохирург од Аџи Бадем Систина.